Денес сме во Дура Automotive Systems, една од поголемите фабрики во слободната индустријска зона Бунарџик. И тоа со намера да видиме прво како функционира компанијата, што има да ни каже менеджментот, меѓутоа и со уште една цел, а тоа е да видиме како се спроведува примената на недела неработен ден, кое што е ново законско решение. Она што го видовме заради технолошкиот процес кој што се одвива во оваа фабрика, таа мора да работи и во недела, и не уверија и менаџерите и работниците дека работењето во недела се плаќа дополнително 50%, како и секоја прекувремена работа. Инаку Дура има 680 вработени во своите две фабрики и 70 милиони евра инвестиција која што до сега имаат направено. Тие се во тек на подготовка и на третата фабрика во која што ќе инвестираат дополнителни 20 милиони евра и представуваат пример како една странска компанија заедно со наши вредни работници кои што сите мора да ги почитуваме и да ги почитуваме и законските одредби за нивно третирање на најдобар можен начин, покажува како може да соработуваат странски инвеститори и нашата земја. Јас во неколку наврати имам кажано дека ние како држава имаме исклучително вредни и квалитетни работници и тоа тука се потврдува, бидејќи подвозјата за новите електрични автомобили на Мерцедес брендот се произведува тука од наши вработени. Инаку, разговарајќи со директорот на фабриката Педро Коста, на кого му заблагодарувам за срдечната покана и секако за гостопримството, просечната плата во фабриката е над 600 евра, што исто така е добар пример како треба и другите фабрики да се однесуваат, односно да го вреднуваат трудот на вработените.